Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште една нова телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџибадем Систина. Стомачите тегоби кај децата се меѓу најчестите причини за посета на лекар. Но зад болката на стомачето може да стојат многу различни причини. Од тврда столица и неможност за празнење на цревата, неправилна исхрана, нарушен микробиом поради често потреба на антибиотици, болка во грлото, до стрес и емоции што децата не знаат да ги изразат. Кога станува збор за минлив проблем, а кога за состојба што бара внимание? Како да ги препознаеме причините за стомачите тегоби и да им помогнеме на децата? За сето ова денеска разговараме со доктор Наташа Цучкова-Никчевска, специјалист по педиатрија во клиничката болница Аџибадем Систина. Останете на телма, поставете прашање во програма и проследите го денешното издание до самиот крај. За болката во стомакот кај децата во денешната телма амбуланта зборуваме со доктор Наташа Цучкова-Никчевска, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина. Докторке, добре дојдовте повторно во телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов, поздрав до сите гледачи. Колку често родителите се обраќаат до педијатарот поради поплаки за болки во стомакот кај нивното дете? Болките во стомак се една од најчестите причини за кои што јавуваат родителите за преглед. Веднаш после респираторните симптоми се водечка диагноза, односно ентитет за кој се обраќаат родителите за помош во педиатриските ординации. Болката е всушност симптом, не е некоја диагноза, меѓутоа секој симптом не води кон нешто понатаму што треба да обрнеме внимание, да испитаме, да им помогнеме во решавање на нивните секојдневни проблеми. Обично во кој дел на стомакот се јавува болката кај децата? Абдоменот е поголем орган кој има повеќе органски системи во него и локализацијата на болката всушност е една од помошните наши смерници за каков тип на болка се работи, дали понатаму треба да правиме подлабоки инвестигации и така натаму. Значи може да биде локализирана најчесто околу папокот, таа е таа функционална болка, каде што се наоѓаат мезентеријалните лимфни жлезди во стомакот и најчесто се инфламирани, односно секундарно воспалени во склоп на некаква инфекција, дали е тоа воспалување на грлото или некаква температура и така натаму. Локализација на болката под ребрениот лак во предел на лажичката би укажувала на некаква болка во однос на желудникот, гастрит, повраќање и така натаму. Локализација на болката супрапубично дека може би е зафатена бешиката, некаков цистит или кај поголемите дечиња, менструални проблеми и така натаму. Болка во десниот долен квадрант би ни укажала на воспалување на слепото црево. Значи, децата обично знаат да опишат каде ги боли. Што е со оние кои што се помали, кои што не знаат да зборуваат и не знаат да кажат, ниту пак покажуваат? Помалите дечиња не знаат да опишат и да кажат, некаде веќе кажуваат на третата година. Во принцип, дете до 5 до 6 години не може да симулира болка, ниту да излаже каде го боли. Често ги прашуваме поголемите дечиња да покажат со замижани очиња каде точно ги боли стомакот. Секако само тоа е една ориентација во клиничкиот преглед, каде ја лоцира болката. Секако прашуваме колку време е болката, какви карактеристики има, дали е повремена, спорадична, континуирана, дали е препратена со други симптоми и така натаму. Големите секако локализираат и знаат точно да ви кажат со што е поврзана таа болка. Како препознавате дека малите деца имаат болка во стомакот кога не знаат да се пожалат конкретно што ги не препознаваат. Мислам, најчесто родителите се доаѓа да се пожалат на тоа дека детето е плачливо, вознемирено, цело време е свиткано, можеби ќе кажат некаква друга симптоматологија, дека повратило или дека имало проблем со дефекацијата. Често знаат да се држат во пределот на стомакот, да се свиткани, бидејќи самата флексија на организмот ја намалува стомачната болка. Така да се во една принудна позиција, па тие помалите дечиња во склоп на прегледот секако го прегледуваме и стомакот. Организмот на детето и на човекот не е одделен. Не можеме само да обрнеме внимание на стомакот, мораме целото дете да го прегледаме, па да направиме некаква причинско-последична
дедукција на симптомите. Како го прегледувате стомакот кај дечињата? Во принцип се прегледува стомакот, значи прво во исправена состојба, да видиме дали е надуено или не е надуено мишото, потоа го легнуваме и правиме палпација на органите. Болна осетливост, ако знаат да ни кажат, поголемите кажуваат каде боли, пипаме органите, дали се зголемени, не се зголемени, дали има надуеност на мишото и така. Често ви доаѓаат дечиња кои што имаат горно-респираторни инфекции, односно бактериски или пак вирусни инфекции на горните дишни патишта со растечено носе, болка во грло и при тоа сето тоа да е проследено и со болка во стомакот? Да, чисто доаѓаат и првично се жалат, но знаете да се жалат малце покасно кога ќе помине оној период на температура. Може почетен симптом тоа да е. Може и почетен да е, може да и кога ќе помине, да речеме 2 до 3 дена имале температура во некаква вирусна инфекција или во акутен риносинозит, фарингит, така, да поминат тие симптоми на температура, они да продолжат да се жалат на стомачна болка околу папокот. Тоа е бидејќи некаде 75 до 80% на имунолошкиот одговор се прави во паеровите плочи и во лимфните жлезди што се наоѓаат околу цревцата, мезентријалните лимфни жлезди. Тоа е всушност физиолошки одговор на инфекција, но бидејќи децата се помалечки, послабички, почувствителни, тие болки точно таму ги чувствуваат. Ако направите едно ехо на абдомен кај тие деца, ќе видите гранично наголемени пакети на лимфни жлези, вообичаено параоротално, поретко или оцекално околу слепото црево или околу другите цревца. И родителите обично се тогаш во голема паника кога ги им кажат зголемени лимфни јазди во стомачето кај детето. Па, знаете како, зависи како разговарате со родителите. Ако ми објасните дека всушност тоа е еден нормален процес што се очекува, дека таа големина на лимфни жлези не излегува од некоја нормално што би очекувале кога имаме реакција на организмот на некаков агент, што е вирус или бактерија. Дека со време на како ќе помине инфекцијата и тие ќе се намалат, инфламацијата во нив ќе се намали, ќе дојдат на контрола, тогаш имаме добра соработка и се смируваат. Ако не искомуницирате дека е нешто, да речам, во склоп на инфекција, може да го сватат и тоа многу сериозно. Колку често децата стресот во домот, на училиште, во градинка, со врсниците го манифестираат преку болка во стомакот? Сега во последните години, и порано било така, гастролозите велиме дека сите болести започнуваат од цревата, како што вели Хипократ. Можеби не е точно дека сите болести се по принцип предизвикани од гастроинтестиналниот систем, но еве како една аналогија дека тој наш мозок во цревата, што го викаме сега микробиомот и поврзаноста на централниот нервен со гастроинтестиналниот систем е доминантна. Ние сме еден сложен организам каде што стомакот и сите функции што ги извршува се поврзани со централниот нервен систем, со имунолошкиот одговор кај детето. Така да, кога имаме било каква некаква инфекција, реагира тие жлезди, почнува имуниот систем да реагира со стварање на антиген, антитело, одбрана да се подкрепува. Нели, кога е болно едно детенце не јаде толку добро, температурата си го прави својата да дојде до дехидратација, субхидрација, внесувањето на течностите на храната е по, да речам, предизвик за родителите, посебно во таа една мала возраст, така да многу често се поврзани сите работи, а посебно е доминантна тој централен, односно гастроинтестинален мозок, што го велиме. Може ли децата да се жалат на болка пред секој тест на училиште? Па може да, јас не знам дали знаете вие никој да бил, например, гладен да е среќен. Јас таков човек не познавам, бидејќи 95% од серотонинот, што е неуротрансмитер, се создава во цревата и во клетките околу цревата. Тоа е хормонот на среќа, на благосостојба, на релаксираност. Кога имаме било каков стресен симптом, тие хормони помалце се создаваат. Врските помеѓу клетките, ентероцитите, бариерата се нарушува, поправаат некои неуротрансмитери понатаму и сето тоа сигнализира како болка во стомакот. Има дечиња и сите возрастни кои што доминантно реагираат на стрес со стомакот. Со некоја стомачна тегоба. Некој реагира на стрес со главов болка, повеќето па можеби 50 до 60% реагира со стомачна болка, некој со диарија, некој со грчеви. Но сето тоа, кога ќе земете една добра анамнеза клиничка, кога ќе го прегледате пациентот, ќе исклучите алармантни знаци дека нешто се работи за органска причина, доаѓаме по дедуктивски
пристап до диагноза на функционална болка, односно болка предизвикана од стрес, порано што се викаше психолошка болка. Психолошка болка, значи таа е реална болка. Навистина децата се жалат на болка, така? Така, таа болка постои. Не велиме дека детето не чувствува болка, но не е причината од органска причина, од некакво заболување. А како начинот на исхрана? Денешниот начин исхрана знаеме дека многу често е сведен на брза храна, на чипсови, пржени компирчиња, хамбургери, сокчиња, чоколадца, грицки и слично. Можат ли сите овие продукти да предизвикаат некакви нарушувања по стомакот на цревниот микробиом, а со тоа и до болки? Секако. Прво, пржената храна е солена, зачината бара повеќе ензими за дигестија, доаѓа до болки, како гастритични болки, киселината се зголемува, често пати кажуваат дека имаат киселина во устата, вкусна киселина, печење при јадење и така натаму. Понатаму, кога не внесувате правилна исхрана, вие на организмот не му понудите субстрат за тие пробиотски култури што ги давате или ги внесувате преку храна, за да може да се прави правилна дигестија. Нели имаме пребиотици, пробиотици и постбиотици. Пребиотиците ние мора да ги внесеме во исхраната. Значи мора да внесеме некаков продукт од зелен чоколоврше, месо, јајца, со влакнесни материи, за тие пробиотици имаат што да ферментираат во исхраната, па да доаѓа до развој односно стварање на постбиотските култури, што се средноланчани масни киселини, олигофруктосахариди, за да целиот микробиом биде во еден баланс. Ако вие од надвор не внесувате добра храна, секако резултатот нема да биде добар. Значи пробиотиците сами по себе не се решение доколку нема пребиотици, доколку тие немаат храна. Да. Значи затоа велам, ние не сме изолиран систем. Не може само да се базираме да давам пребиотици, сум завршил работа како родител или како возрасен. Мора да дадеме добра храна како подлога за тие пробиотици. Грав, грашок, леќе боранија, така? Грав, леќе боранија, зеленчук, зеленчук и овошја. Зеленчук, се што има растителни влакни и целулоза во себе, така? Така, мораме да дадеме пробиотски култури, дали ќе ги дадеме преку исхраната или дополнително. Мораме здраво да живееме, да имаме здрав сон, да имаме физичка активност. Тоа е еден комплексен систем. Значи и пробиотската природно ферментирана храна е клучна за развојот на микробиомот кај децата. Тачно, да. Кисело млеко, јогурт. Кисело млеко, јогурт, кефир, кефиранот е единствен пробиотик што е присутен во кефиранот, во кефирот. Кисела зелка, кисели краставици. Но ферментирани, не со оцет. Да, тие се ферментирани значи, кисели краставици. се да биде со природна ферментација. Значи, ретко може да кое се јадат и зеленчуци и прифаќа. овошје, тоа зависи каде сте се родиле и во која да кажам етничка група припаѓате. Ако некој расте во Кина, секако се исхранува со нивниот тип на исхрана, тоа не значи дека нивниот тип на исхрана е полош од нашиот. Меѓутоа, ние сме во Македонија и спаѓаме во некаде медитеранскиот тип на исхрана. Тој тип на исхрана е докажано дека е најдобар за сите. И за дечињата, и за возрастните, за превенција на кардиоваскуларни болести и за превенција на некои заболувања што може да настанат како прометување на исхраната. Така да е сосема доволно локално на пазар што има да се јаде зеленчук, овошје, месо, јајца од локалните производи. Не мора да бидат тие скапи производи. Тие ќе помогнат во правилно развивање на цревниот микробиом, а со тоа и на добар имунитет во иднина? Така, и на микробиомот, и на давање на хранливи материи преку исхраната. Ние може да субституираме витамини и минерали и тие ги даваме често пати кај дечиња што се болни, што немаат апетит. Но првенствено мора да се понуди храна што е богата со минерали и витамини. Вие треба да понудите исхрана богата со железо, тоа е месото, со протеини, тоа се јајцата, со железо, брокола, спанак, блитва, некаков си продукт што е локален, што го има достапен на пазарот. Леќа, грав, грашак, боранија. Така да мора да дадете нешто од надвор што ќе биде субстрат за развој, не е само за микробиомот. Ние мора да мислиме за целиот организам на детето. Понекогаш родителите прават компромис кај децата кои што немаат апетит, им дозволуваат да јадат еднолични продукти. Например, само млеко или само лепи, некој сладок крем.
и слично. Што тоа значи за развојот на цревниот микробиом и за општото здравје на цревата, но и на сите органи? Генерално не е добро тоа. Кога не ги имате сите хранливи материи, не е добро. Видете како родители, ние сите правиме компромис со нашите деца. Но тој може да биде еден ден, два. Не може да биде долгорочна стаза и да биде начин на исхрана. Има едно правило и тоа е така, да не звучиме грубо. Пациентот не знае, детето до 3 години нема мислење што треба да јаде. Тука се родителите што се одговорни за него. Он може да преферира одреден тип на исхрана, благо, по различна текстура на храна, па да му се приготви така, но не може он да диктира дека сега ќе јаде 2 литра млеко и само ќе јаде попара со млеко. Така. Ние како родители, како општество треба да поставиме граници, се знае кој е дете, а кој е родител. И тоа е наменски за доброто на детето. Така да во однос на компромисите, ако се тие понекогаш чисто кога има некаков проблем, ништо не е проблем, ни да се изаде ни благ хрем, ни млеко, меѓутоа да не се претерува. И родителите да бидат упорни во нудењето на продуктите кои што детето понекогаш ги одбива и не сака да ги конзумира. Ако разговараме за оние picky eater, што мислам дека натаму пребирливи, дечиња. Пребирливи дечиња, па некаде од 15 до 20 пати треба да му се понуди вкусот на детето за да он почне да го прифаќа. Некој прифаќа преку гледање, некој прифаќа преку фаќање на текстурата на храната. Му треба време да ја навикне храната. Не секогаш ќе ја прифати, да речеме, еве се кажавме за брокола, меѓутоа ако понудите повеќе пати, можеби ќе ја навикне. Но субституцијата, ако не јаде здрава храна, на хранење на детата со млеко во нашите услови, тоа доминира во Македонија, не е добра на долги стази. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, добре дојдени си вашите прашања, но и размислување на оваа тема. Кај децата често пати се ова проблеми со тврда столица и со празнење на цревата. Дали е тоа директно поврзано со храната или пак во позадина може да стои некој посериозен проблем? Во однос на празнењето на храната, тие спаѓаат функционална констипација. Ако е функционална, спаѓа во тие болести каде што немаме органска причина. Може да биде причина невнесувањето на доволно влакнести материи, невнесувањето на вода, немање на доволно физичка активност. Знае понекогаш кога ќе се поремети, цревната микробиота, после давање на антибиотик што бил потребен за лекување чисто на некаква сеушна инфекција, малку да се промени таа микробиота, па да дојде до тврда столица и при самата поминување на изметот во низ дигестивниот тракт, детето да почувствува болка, па субјективно потоа да стега, посебно во оној период до 5 до 6 години, да задржува, што, да не сака да задржува, да прави такви стереотипни однесување кај што ќе трча, ќе клекне некаде, ќе избегнува дефекација, бидејќи тој психолошки асоцира болка со дефекација. Меѓутоа, кај одреден тип на констипација не се должи само на функционална констипација. Затоа треба еден преглед, секако прво од матичниот лекар, а потоа ако немаме подобрување од гастроентерохепатолог, за да разлучиме дали се работи за функционална болка, односно функционална констипација, каде што ќе дадеме некаков лаксатив, или се работи за органска причина. Ја сега тука ќе напоменам и веќе искористам како дел од една студија во Аџибадем Систина, обработивме податоци во последните 3 години за пациенти што доаѓале во Систина, во принцип тоа се наши пациенти и дел од Република Косово. Од некаде 647 пациенти што не се јавиле во амбуланта заради стомашна болка, 31% се должело на констипација, односно на тврда столица и неправилно празнење на цревата. Иако стартно сме мислеле дека се работи за функционална констипација, кога испитуваме кај дел од децата во еден протокол стандардизиран за паразитози во цревата, ние имаме дури 11-12% од пациентите со цревни паразитози. И тие може да прават мимикрија на стомачната болка и на констипацијата, да мислиме дека е нешто функционално, всушност е органски. И лекувањето е многу битно. Ако е значи од тоа зависи каква терапија ќе добие. Како ќе биде пристапот. Споменавте паразити, зарем нема да се забележи
промена во столицата, доколку се Па присутни и стомачни забележуваат, паразити? вело дека има нередовно празнење. Само нередовното празнење. Различни типови има. Некој има диареја повремено, некој има некакви црвенила. Не велам дека секоја констипација е паразитоза, но мора да земеме предвид каде живееме. Значи, нашата поставеност, нашите хигиено-диететски мерки и систематски тоа да го исклучиме. Секако со констипација доаѓаат и други диагнози што се посериозни што треба да ги исклучиме. Се тие алармни знаци, да речеме, кај пациентот при прегледот. Така да една болка може да значи ништо, односно некакво функционално заболување кој што ќе го изменаџираме, но може да значат многу други работи што не се функционално, односно органски причини, па да треба да се лекуваат. Значи проблеми со тврда столица и празнење на тревата од детска возраст бара преглед од педијатар и една убава анализа. Една убава анализа, една анамнеза, почнување на лекување со лаксативи и стандардизирање некои анализи и пратење на детето. Доколку се утврди дека сепак е физиолошки проблемот, што препорачувате? Дали да се дават сирупчиња на природна база кои што ќе омекнат столицата? Некои родители практикуваат чепча? И така. Прво практикуваме здрава исхрана, нели внесување на влакнести материи, вода, значи, прво физичка промена на активност, исхраната. ако има тамо во тој сегмент ако е проблемот или барем малце модифицирање ако имаме некој така, ако сме правеле некаков компромис, колку може да го поправиме тој дел во однос на исхраната, спиењето, внесување на течности, сонот и така натаму. Понатаму ако се должи само на психолошка констипација, бидејќи дечињата се психолошки многу ранливи, многу чувствителни во тој период. Вие не можете на сила да му кажете сега немој да задржуваш. Треба психолошки тој сами да свати дека не треба да задржува обстипација. Затоа лекувањето на констипацијата е најмалку 3 до 6 месеци со давање на лаксативи, вообичаено се тие од типот на макрогол, каде што вие ќе го релаксирате пациентот, дека он психолошки нема да чувствува болка, па потоа дел од пациентите треба да направат тренинг за дефекација, бидејќи сите наши функции се вољно стимулирани. Каков е тој тренинг за дефекација? Тренинг за дефекација исто како кога учиме или да одиме да мокриме, како едно куче кога го учите да дефецира. Тоа се учи. Значи, ако немаме во таа некоја возраст над 2 години до 4-5 години се учи. Се седнува детето на тоалет, после главен оброк, ако нема никаков проблем, нека и нели пробува да дефецира, после некое време си дава сигнал мозокот, така да секој пат кога ќе има, тоа спонтанно ќе оди. Да не оставаме да ги празниме сревата така кога ќе не дојде. Но некои деца плачат и не сакат ниту да се приближат до нокширчето или пак и па токму затоа ги оставаме подолго време. Подолго време на лаксативна терапија за да они се ослободат, кога ќе бидат психолошки спремни, кога нема да плачат, кога нема да ретенираат столица, да избегнуваат, тогаш ќе почнеме со тренингот за дефекација. Не можеме претходно, не можеме психолошки да ги буцкаме децата, еве и да речеме прераното тргање на пелената може да услови дефекација. Значи, чекате, ајде сега ова да го разјасниме. Значи, многу велат моето дете многу рано ги усвои тие навики, што порано велат тоа подобро. Значи, не е така? Па некаде централниот нервен систем е спремен по тоа што велат нели трудовите, некаде после 18-тиот месец да контролира уринирање и дефекација. Тоа се зависи од развојот на организма, нели? Некој прозборува околу година дена, некој околу 2 години. Сето тоа е во спектарот на нормалата. И на 1 година кога зборувате и на 2 години, ама разликата е 100%, нели? Е сега, кај некој дете што психолошки не е спремно, ако ја тргнете вие пелената порано од некој 18 месец или од 2 години, ќе запре тој процес, ќе почне да задржува столица. Често пати многу рано одвикнувањето, форсирање на нашите желби, нели, нашите, како да кажам, потреби да го одвикнеме детенцето од пелена, знае да доведе до такви некои транзиторни проблеми, но со еден разговор, со едно постапок постепено ќе се решат. Значи понекогаш е добро да се врати пелената, иако родителите пробале да ја тргнат?
Да, зависи која Добра. возраст е. Да. Ако прерано го направиле. Ако прерано го направиле тоа, секако да се врати барем во оние ноќни периоди, да нема премногу изложување на стрес. Но гледаме деца кои што предолго носат пелена. Ето така. На 3 години, на 2, на 3 години. На 2 на 3 години може да носат пелена кога спијат. Веќе на 3 години би било нормално, барем преку ден, да знае да искомуницира дека сака да оди помала нушта. Знаете, се е баланс во животот. Нашите амбиции и нашите потреби не значи дека така детето ќе ги следи. Мораме да правиме баланси со исхраната и како ќе тргнеме пелената и како ќе го форсираме детето да ги воспостави тие функции на дефекација, на уринирање. Мораме и понатаму да видиме многу за се во баланс со децата. Некој сака да учи, сега излеговме од темата математика, некој не сака. Не може да ги форсираме децата во деловите кои што они не се комотни. Така и убаво што го разјаснивте, за да не се случува потоа детето да задржува столица, да не сака да ги празни цревата, па потоа ќе се јават болки со стомакот, па и стресов во семејството, бидејќи тоа не е потоа лесно да се реши, да го убедувате детето да седне на нокширче, па да ги испразни цревата. Полека, не може да брзате. Чекор по чекор. Чекор по чекор. Не може ништо на сила, посебно во детската возраст. А како препознавате дека некое дете има некаква нетолеранција на одреден прехрамен продукт? Дали секогаш ќе се јави болка во стомакот? Дали таа болка би била проследена и со промени во столицата? Ќе има ли експлозивни столици? Таа експлозивна столица е сугерирана нетолеранција на шеќерот во млекото, на лактозата. Таа доминантно е некаква интолеранција што се јавува во првите години од животот, кога е манифестна и многу значена, бидејќи 90 или 100% од храната на детето во првата година се должи на млеко или млечна формула или цицање од мајката. Така да, кога имате некаква интолеранција на лактоза, а храната е само лактоза, таа ќе биде манифестна, пак имаме проливи, експлозивни кисели, како ферментиран мирис има столицата. Можеме да ја докажеме генетски со тестови. Понатамо лактозната интолеранција често се јавува при инфекти. Кога имаме некаква инфламација, да речеме ротавироза, цривните рисечки се зафатени, ензимите за дигестија на храната помалку се продуцира се додека трае инфектот. Со тоа ќе имаме некаков тип на продолжена лактозна интолеранција и понатаму како се опоравува организмот, така и ќе се врати толеранцијата на лактоза. Колку време може да трае таа транзиторна нетолеранција на лактоза? Значи, секоја диарија може да трае до 6 недели. Транзиторната интолеранција може да трае до 8, некаде до 8 недели, значи да речеме до 2 месеца. Да се намали, советуваме внесот на лактоза, односно сладко млеко со лактоза. Добра. Може да внесуваат продукти со млеко кој што е ферментирано, бидејќи за да стане ферментирано млекото, треба шеќерот од млекото, од сладкото млеко да ферментира и да стане кисело млеко. И во принцип во кисело млеко и во јогурт има мал процент на лактоза, кој што може да го толерираат. Кој што би требало повеќето од пациенти да го истолерираат. Значи би можело кисело млеко, јогурт, кефир, да. А што е со сирење, кашкавал? И па и тоа е до некаде ферментиран или термички обработен продукт, така да би требало и тоа да се толерира. Но генерално храната не се базира на млеко кога растеме. Таа се базира до година дена на млеко и пациентите имаат потреба минимум до 350 мл млеко или млечна формула до година дена да внесат во исхраната заради калциумот, витаминот Д и другите минерали и витамини. Но како растат понатаму, немаат потреба толку млеко и млечни производи. Доволно е еднаш во денот на чаша млеко да изедат, да испијат или некаков продукт да изедат. На 2-3 дена јогурт да изедат кога се веќе 3, 4 или 6, 7 години. Не мора да се базира на пола литар млеко во исхраната. А кај оние деца како што се јавила транзиторна нетолеранција на лактоза, може ли тој проблем да трае по година, 2, 3? Генерално не би требало да трае толку.
Сега знаете како се една комуникација со родителите. Они треба да ги кажат нивните симптомите на пациентот. Треба да направиме тестови, да дадеме некаков тип на исхрана или поддршка. Повторно да дојдеме на контрола. Секоја интолеранција што трае од 1 година не би рекла дека е интолеранција. Стои нешто друго во позадина? Најверојатно нешто друго стои во позадина. Пример на лактозна интолеранција практично и да не постои, бидејќи тие дечиња се многу инфаусно завршуваат уште на самото раѓање. Сите овие лактозни интолеранции што ги наоѓаме во популацијата се должат на секундарна, на адултен тип на лактозна интолеранција, така да би требало со намалување на лактозата или исклучување на еден период, па повторно враќање да се средат тие симптоми. Ако не се средат, не би рекла дека се работи само за лактозна интолеранција. Што доколку се забележува, да речеме, кај детето, ако испие чаша млеко, па му се јават проблеми со столицата, или пак изеде еден сладолед, повторно проблеми со столицата, кои што не може да се регулираат еден извесен период. Треба ли да се направат некакви генетски испитувања? Тие се анализите за лактозна интолеранција. А претходно, да речеме, немале проблем, како бебиња цицале се било во ред. Анамнестички вака или симптомите личат дека се лактозна интолеранција. Тие симптоми што ги опишувате може да бидат како алергиски одговор на млекото. Значи, лактозата е шеќерот и тоа е ферментација ензимот што е неактивен, а протеинот на млекото е алергиски одговор. Значи, не е исто нетолеранција и алергија? Не е исто, да. Ова е алергиски одговор како кога имате алергија на јајце, на млеко, на некаков продукт што има протеин. ИГ е посредувана најчесто, иако има и ИГ непосредувана алергиски одговор. Кога веќе имаме некои такви симптоми, вообичаено правиме и алергиски тестови да видиме дали тие симптоми се должат на алергиски одговор на протеините на млекото. Какви тестови се прават? Кожни, преку крв? Како се Златен докажува стандард тоа? се кожните тестови. Се зависи од возраста. Ние имаме еден диапазон на пациенти од 0 години до некаде 16-18 години. Во различна возраст вие можете различни тестови да правите. Во дојнечката возраст се преферираат тие ИГ специфични алерготестови за протеините, фракциите на млекото, односно казинот, лакталбуминот, бета-глобулинот. Понатаму веќе како ќе може да се направат кожните алерготестови, тие се златен стандард. Децата кои што имаат стомачни тегоби и проблеми со столицата, често пати родителите сами ги диагностицираат и сметаат дека глутенот стои во позадина. Колку е чест реално овој проблем со глутен во детска возраст? Бидејќи понекогаш родителите на своја рака си прават одредени диети па исфрлаат продукти. Не е толку чест глутенот, односно целијакијата. Не е како причина. Целијакијата всушност е автоимуна болест. Болката е симптом, таа може да укажува на многу заболување. Не значи дека секоја болка се должи на целијакија или интолеранција, која викаат народски на глутен во исхраната. Целијакијата е сериозна автоимуна болест, кога телото ги напаѓа органите, сите органи и системи, најмногу цревото, се создава кај некој треба време, знаеме да откриеме на 14, 16, 20 годишна возраст, кај некој многу рано се создава. Сето тоа мора да има предиспозиција, односно генетска предиспозиција за целијакија и се прават оние автоантитела против глутенот и проламините на глутенот. Секако го испитуваме пациентот за тие антитела и тоа е многу сериозна болест. Но единствена автоимуна болест што се лекува со храната. Има еден широк диапазон на автоимуни болести. Лупус, еритематозен, реуматоиден артрит и многу други. Автоимуна тироидна болест на Хашимото, на тироидата. Таква болест е и целијакијата. Првенствено автоантителата ги напаѓаат цревните ресички, но кој одреден процент на пациентите не запираат таму. Тие знаат да ги оштетат и клетките на тироидната жлезда и на панкреасот и на другите органи и органски системи. Така да таква некоја диагностика, само диагностика на пациентите сега интолерантно на глутен, па ќе го ставам малку на безглутенска исхрана, па да пробаме, не би ви советувала. Ако веќе правиме безглутенска исхрана или ако пациентот е целијакија, што е сериозна болест, тоа е доживотна исхрана без глутен.
Има ли вистина дека колку подоцна се внесе глутенот во исхраната на детето, толку е поголема веројатноста да развие некаква нетолеранција или пак алергија кон глутен? Сега за сега, нели, ставовите често и се мануваат, меѓутоа сега има излезено нови упатства од Европската педиатриска гастроентерохепатолошка асоциација, кај што ние, нели, се огледуваме до тие некои ставови и докази во медицината како да постапиме. Не се мисли дека одложеното внесување на глутен нема да направи целијакија. Напротив, се советува да се воведат сите намирници во периодот од 4 до 6 месеци. Што е сосема спротивното на што се препорачуваше пред... дека е спротивно. Ние кога сме расли, нас ни давале дохрана. Но пред 15 години беше после 9 месец. Така. Се многу се менуваат тие ставови. Значи сега помеѓу 4 и 6 да се внесе. 4 и 6, дури велат и тие високопотентните алергени, како јајце, кикирики, но по одредени упатства, да речеме, од кога сите други продукти ќе се пробаат, јајцето тврдо се вари за да се дезинтегрираат протеините, бидејќи носител на алергискиот одговор најчесто е протеинот. Кога ќе се свари подолго време, алергискиот потенцијал се намалува. Добра. Така се дава јајцето и еднаш во неделата многу малку путерот кикирики многу убаво измеле. На која возраст сега тоа да се внесе? Од 4 до 6 месеци. Од 4 до 6? Да. Порано се чекаше белко од јајце после прва година. Не се чекаше. Иако и тогаш не се чекал. Се индивидуално, претходно разговаравме дека ние имавме широк диапазон на што е тоа нормално, нели? И едно дете од 3 кила е нормално, едно дете од 6 кила. Исто е нормално во некој период од 4-5 месеци. Меѓутоа, порано сме правеле проценка и сега правиме проценка. Едно дете што добро напредува, брзо расте, се дои убаво, телесната маса веќе има дуплирано на 3 месеци наместо на 6 месеци. Најверојатно ќе има потреба од дополнителни нутритивни елементи на возраст од 6 месеци. И порано сме давале ке тие деца порано дохрана. Бидејќи мечиното млеко содржи се, скоро се. Меѓутоа не содржи железо, не содржи D витамин. Па кога телесната маса се удвостручува или утроstručува, протеините не се доволни, па ќе имаме некои реперкусии на крвната слика, така и пред 10 на 15 години сме гледале индивидуален пристап кај дечињата. Сега веќе тоа како упатства, да речем како да се постапи кај повеќето од дечињата. Како да се внесе путерот од кикирики? Путерот од кикирики се влесува на крај кога се сме пробале, бидејќи нели тој период од 4 до 6 месеци не е веднаш исхрана. Едно дете од 4 месеци не може веднаш да изеде цел оброк. Треба на 2-3 дена да проба еден вкус, да речеме ориз, па јаболче, па крушка, па тиквичка. Додека научи моторно да го движи јазикот напред, назад, плука, не плука, додека изеде тој оброк до 6 месеци ви треба тренинг, 2 месеци. Кога ќе ги вовидете сите продукти, некаде 5-6 месец, еднаш неделно половина лажичка, малечка од путерот кикирики наутро се внесува. Секогаш кога се внесува нова храна, потенцијално алергена храна како кикириките или другите, да речеме јаготки и така натаму, мора да имате некаков сируп за алергија по дома. И ако се јави веднаш алергија со црвенило, уртики на телото или повраќање, вознемиреност, црвенило на јазичето, веднаш се престанува таа храна и се дава веднаш антихистаминик во домашни услови. Но ако толерира, се мисли дека тие алергени кога не се мисли него постојат научни студии што докажале дека тие потентни алергени ако се внесат на возраст од 4 до 6 месеци, ќе се развие побрза и подобра имунотолеранција. Па помалку ќе имаат алергија. Меѓу другото, тие бебиња повеќето цицаат, се смета дека мајчиното млеко е некаква дополнителна заштита од алергиските реакции? Се смета дека мајчиното млеко е дополнителна заштита, точно. А што е со некои што ексклузивно дојат до 6-тиот месец? Па потоа започнуваат со дохрана, бидејќи Светската здравствена организација има една таква препорака. Таа е старата препорака на Светската здравствена организација, но затоа реков се индивидуално. Ако едно дете доволно напредува, нема анемија, го следиме, нема потреба, можеме и од 5-тиот, од 6-тиот месец да воведуваме дохрана. Овие упатства се токму затоа за да немаме дефицит
на децата во железо, во D витамини, во раст и раздвој. Мора да му оставиме период на пациентот да ја проба, односно на бебенце, да ја проба текстурата, да научи да голта јазик, да джва, односно така да мљацка или да голта, за да некаде после 6-тиот, 7-тиот месец имате оброк. Ако веќе почнете на 6 месеци да пробувате вкусови, пациентот ќе јаде на 7-8 месеци. Веројатноста дека ќе има железодефицитна анемија, проблеми во растот е поголема отколку ако почнете да воведувате дохрана од некаде 4-тиот до 6-тиот месец, а веќе од 6-тиот, 7-тиот месец да јаде по еден оброк. Препорачувате да бидат блендирани кашичките, да бидат испасирани, или пак да се даваат цели парченца храна, или сега има еден нов тренд во исхраната, се вика baby led weaning. Да. Што велите како гастро? И тоа зависи од возраста. На возраст од 4 до 6 месеци, 8 месеци не може да понудите парчиња. Понатаму можете да го пуштите детенцето со меки продукти како брокула, меко варено морковче, да ја пипка структурата, текстурата, да ја допира храната, да внесува парченце од банана, како ќе се појават запчињата малку да биде погрубо пасирана таа храна. Доколку детето не може да ја соџвака храната и почне да ја голта, ќе се јават ли стомачни тегоби? Нема да се јават. Не? Не. Понекогаш родителите ќе видат во пелената, во содржината, да ги имаат цели парченца храна. Па може, тоа зависи од колку е брз транзитот на цревото. Може да го голтнало брзо, може да има од дента по брз транзит на храната. Така. Ама мора да му дозволиме на едно дете да научи да јаде. Како се појавуваат запчињата, значи дека е спремно да џвака, нели? Значи со појавувањето на запчињата веќе треба се мотивира детето да џвака. Треба се мотивира, се учи. И џвакањето се учи, и голтањето се учи, и дефекацијата, и уринирање. Се учи во животот. Како парче месо да му се понуди на детето доколку не е изблендирано? Парче месо вообичаено се нуди како ќофтенце. Мелено, како така? Мелено. Понатаму како динстано месо што е мекичко за да може да го џвака. Како растат сакаат позасолен, така вкусно да им биде. Да проговориме и за вирусните инфекции. Стомачен вирус. Многу често слушаме дека децата имаат стомачен вирус. Како се прави разлика дали е стомачен вирус, дали е бактериска инфекција, дали можеби е нетолеранција на храна? Така. И дали со болка во стомакот сето тоа е проследено? Со болка во стомак проследени. Повеќето од нив се проследени со температура, со наузеја, повраќање, вообичаено диареја. Генерално, клинички одредуваме дали се работи за вирус или за бактерија според одговорот на пациентот. Кај вирусните инфекции не очекуваме висока температура, не очекуваме високи леукоцити, очекуваме мирно ЦРП, а да ги докажеме дали се работи за вирус или бактерија, бидејќи често пати се преклопува клиничката слика, правиме анализи микробиолошки. И така се утврдува всушност утврдуваме дали е вирус или бактерија. Треба ли детето при тоа да биде ставено на некаква диета? Кај вирусните инфекции и кај, да речеме, бактериските салмонела, диетата се практикува само додека трае повраќањето и проливот. Кога ќе може да се толерира, да се врати на општиот негов начин на исхрана, веднаш се враќа на општиот начин на исхрана. Значи не важат веќе тие правила додека стомачето се смири? Да. Но тоа не значи дека може да му дадеме сендвич од седмица да јаде. Треба да му дадеме за секоја болест. Варена храна, готвена храна, супа, нешто што е полесно за стомакот. Но не мора ориз, варен морков. Не мора да биде незачинато, не мора да биде без месо, не мора да биде без јогурт. Дури јогурт може да се даде? Секако, нели претходно разговаравме дека таа лактозна интолеранција не е присутна кај јогуртот толку, кај киселото млеко и од навек давале нашите баби и дедовци попара со јогурче кога сме биле болни. Така. Тоа е многу лесно. Обично колку време му е потребно на детското стомаче да се стабилизира и да се нормализира состојбата? Акутниот период на диареја, на температура, зависи како вирус е, вообичаено до една недела. Кај ротавирузите
и подолго трае, и до 2 недели. Всушност ротавирузата, јас им велам на пациентите дека е порано како дизентерија. Ние затоа вакцинираме за ротавирус, тоа не е обична вироза. Тоа е вироза што прави пореметување на електролитите, диареи што се упорни, температури, спазми, болки, дехидратации. Тоа не се обични вирози. За обични вирози велиме за некоја вироза што сега има 1-2 потечни столици, малку ќе коригираме варена храна, ќе дадеме пробиотик, електролити и тоа ќе помине. Ротавирузата е една сериозна состојба, знае да биде сериозна состојба, да речеме аденовирусот знае да трае долго, до 2 недели, но до 3 до 4 недели веќе треба да има комплетно оперување. Се што трае подолго од 4-5 дена, значи дека губиток имаме многу на електролити, на течности преку столицата. Сето тоа мора да се прегледа, да се види прво од матичен педијатар. И многу е неблагодарно да кажете да вирусот ќе помине. Така. Мора да го видите пациентот со очи, мора да направите некаква анализа, да го следите. Зашто и вирус може да помине, ама може и да направи големи компликации. Дали 2-3 течни столици кај мало дете барат итен преглед од педијатар? 2-3 течни столици може би и не. Меѓутоа, ако продолжат, ако се придружени со повраќање, со температура, заради површината на телото на детето, често се губат електролити преку невидливо потање. Преку губиток, преку износ, односно повраќање, веќе мора да се види, да се направат анализи. Секако родителите веќе мислам дека сите знаат дека веднаш треба да започнат дома со поење со електролитни течности правени по одредени упатства од Светската здравствена заедница за да не дојде до тежок тип на дехидратација. И тие многу тешко децата ги прифаќаат, но с упорност се постигнува. Да. Ги споменавте паразитите, некако никој не очекува во ова време да се најдат паразити во детската столица. Како изгледа лекувањето? И дали може при испитувањето првиот примерок да биде негативен, ама вториот, третиот да ги даде резултатите за присуство на паразит? Ете, мислам дека затоа ние имаме повеќе паразити откриено во однос на некои други, да речеме, ординации или институции. Постојат протоколи за одредување на паразити. Тие се испитуваат од редовна, уредна дефекација. 3 дена последователна столица и 4-тиот ден наутро се зема оттисок целофански од аналната регија. Зошто се зема вака? Ако не се зема 3 последователни дена, можност да се направи грешка повеќе од 50%. Во тој дел од столицата, едно мало делче се гледа на микроскоп, дека ќе има паразити е многу мала веројатност. Така да јас да апелирам кај матичните педијатри да испитуваат анализа за паразити по протокол. 3 последователни дена од уредна, редовна дефекација и 4-ти ден целофански оттисок, да речеме ентеробиус, само на целофанскиот оттисок се открива, не се открива во другите анализи. Зошто имаме? Може би живееме во такво подрачје. Чести биле паразитите во овој дел, во јужниот дел, да речеме, на Европа и порано. Не дека не биле. И сега малку зачудува, може би не зачудува, ние не ги пријавуваме паразитозите. Не сме обврзани спод тие старите МКБ диагнози да ги пријавиме. Чисто за размислување, еден Белград, Србија ги пријавува. Кога едно дете ќе има паразитоза во градинка, целата градинка се затвара и сите дечиња се лекува. Ние тоа не го правиме како држава. Не знам дали е проблемот само дека живееме на јужните делови каде што паразитозите се почести или може би еве и тој дел да го разгледаме. Така, треба да се разгледа. Да. Очигледно и да се променат одредени протоколи. Така. Заради здравјето на нашите деца, па и нашето здравје на возрастните. Не постои човек што нема паразити. И јас и вие како дел од микробиомот и паразитите се. Или ние еве 2 до 3 кила од нашата телесна тежина отпаѓа на тие микробиоти. Вируси, бактерии, генетски материјали, на паразити. Добро, нели може понекогаш да се открие нешто што е дел од микробиомот, некој паразит кој што е дел од микробиомот?
Може да се открие точно. Како знаете дали е патолошки тогаш или... Ама ние правиме микробиом, ние правиме класична анализа, пограхаме класична анализа под микроскоп, каде ќе се видат живите паразити. А живите паразити, добро. И ова да го разјасниме. Ете, беше интересно да се чуе како податок. Ја ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина едно интересно и корисно издание и верувам дека го задржавме вниманието на гледачите. Ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Се гледаме повторно, докторке, а со гледачите се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.